Имено првата детска амбасада Меѓаши организира голем регионален семинар за почитување на различностите и градење на мирот во раниот детски развој. Има многу гости од цела Европа. На оваа тема ќе разговараме наредниве неколку минути. Велам добро утро за Катерина Кунеска. Верувам многу добро позната од Меѓаши. Кате добро утро. Велам добро утро и за гостинките во утринската програма. Лилјана Васич од Србија, директор на Помоч деци. Добро утро и добре дојдовте. И велам добро утро за Клиона Бојли од Северна Ирска, инаку програмски менаџер во Early Years. Добро утро и добре дојдовте. Велам добро утро и за Роза, девојката која што ќе ни помогне да се разбереме во преведувањето. Ќе започнеме од почеток. Семинар голем на интересна тема. Да, станува збор за регионален тренинг кој што е наменет за воспитувачи од градинките, а темата е раниот детски развој, важноста на раниот детски развој во целокупниот развој на еден човек, како и мирно разрешување на конфликти и почитување на разликите, односно да се почне да се работи на овие теми уште од најмала возраст. Зошто токму оваа тема? Оваа тема е составен дел, значи целиот овој семинар е составен дел од една многу поголема програма која што се спроведува на регионално ниво од декември месец 2012 година и во таа програма се вклучени скоро сите земји од регионот. Вклучена е Македонија, Србија, Хрватска, Црнагора се приклучи од почетокот на оваа година, Косово, Албанија, како и нашите партнери од Северна Ирска. Оно што како податок треба да го споделиме со нашите гледачи е дека во овој семинар учествуваат околу 70 воспитувачи од градинките во многу земји во регионот. Така, токму така, значи околу 70 воспитувачи од земјите кои што ги набројав од регионот се учествуваат на овој тренинг. Тренингот е поделен во две фази. Во првата фаза, значи, учествуваат представници од Македонија, Србија, Хрватска, Црнагора, а во вториот дел учествуваат представници од Албанија, Косово, оние кои што говорат албански во Република Македонија, оние кои што говорат и работат на албански од Република Србија. Госпоѓа Васич, вие земавте учество во овој семинар. Оваа тема, веруваме, е актуелна и во Србија. Više nego aktuelna. Mi smo u stvari, Pomoć deci kao organizacija je započela taj program u partnerstvu sa Međešima i sa Early Years i sa drugim organizacijama, kao što je Katarina rekla, u celom regionu. Да, ние како Помоч деци, организација од Србија, ја започнавме целата оваа програма, овој проект, заедно со детската амбасада Меѓаши од Македонија и со другите организации од регионот кои што ги спомена пред тоа Катарина. I 4 godine, evo, ćemo raditi na tome, jer smatramo da deca, već kada počnu da se druže, treba da shvate da su svako dete da je različito, ali da imaju puno sličnosti i da mogu da zajedno komuniciraju i zajedno rastu. Да, као оваа програма ја спроведуваме 4 години и целта идејата ни е дека децата уште од моментот кога ќе почнат да се дружат, треба да сватат, да се огледаат дека сите сме различни на некој начин, меѓутоа имаме и многу сличности кои што не поврзуваат. Господја Бојл, колку често во Северна Ирска се говори на темата почитување на различностите и градење на мир во раниот детски развој? This topic is absolutely central to our work in early years and within the international network on peace building with young children. Оваа тема е многу важна и централна за работата во раниот развој со децата и кога зборуваме за меѓународно градење на мирот секако. Obviously, because the context that I come from in Northern Ireland has had a significant impact of conflict, it's very important that after the peace agreement that we build a lasting peace and build respect for diversity with our children. Контекстот кој што го имаме во Северна Ирска секако е многу значителен и влијае на изградбата на мирот и секако дека влијае на трајна изградба на мирот од потпишувањето на спогодбата за мир во Ирска. So in developing this program, we worked with experts from right across the world of countries who have been affected by conflict and who are at different stages of conflict to put the needs of young children first.
Во оваа програма, во рамките на оваа програма, ние работевме со експерти од целиот свет, посебно од државите кои што веќе се соочувале со конфликт и се наоѓаат во некоја конфликтна фаза исто така, се со цел децата да ги ставиме во фокусот. Како е поделена програмата? Кате ајде информација за ова? Така, целиот проект е составен од 5 компоненти. Првата компонента е посветена на истражување на политиките и програмите во кои што ги дефинираат, ги разработуваат овие области на раниот детски развој, градење на мирот, почитување на разликите. Втората компонента се однесува на мониторинг, односно следење на имплементација. Третата компонента е застапување и лобирање, односно да се промовира во јавноста и да се назначи, да се подвлече значењето на раниот детски развој. Четвртата компонента се однесува на токму оваа активност што сега спроведуваме, што сме тука е дел од оваа компонента, директна работа со воспитувачите, кои што се оние кои што директно работат со децата, како и работа со родителите и поширокото семејство и нормално целото општествено обкружување. И петтата компонента се однесува на квалитетен менеджмент, односно квалитетно раководење на граѓанските организации. И можам тука да нагласам дека сите граѓански организации од регионот кои што сме вклучени, односно ја спроведуваме оваа програма директно во пракса во нашите земји, во минатата година се стекнавме со ISO стандард, ISO сертификат 9001 за менеджмент на квалитет, кој што е потврда за нашето квалитетно и успешно работење. До кога ќе трае семинар? Да, може би и господја Васик да додаде нешто повеќе околу семинарот. Само јас би кажала, значи да одговорам на вашето прашање, дека семинарот ќе трае до сабота, значи денеска завршуваме со првата група, утре доаѓа она втора група што ја споменав и завршуваме во сабота. Ќе се надоврзате на Ката, но она што би сакала да ни го кажете уште како информација, колку во Србија е делотворна работата, што вели искуството, колку е делотворна работата со децата во предшколска возраст во градењето на мирот? Извинјавам се. И у Србiji, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, i u Albaniji, i na Kosovu. Vrlo je različito to bilo u momentu kada smo krenuli sa razgovorom o tome, jer uglavnom vaspitači i roditelji, kada su deca jako mala, misle da deca ništa ne prepoznaju, nikakvu razliku. A istraživanje koje smo uradili na regionalnom nivou u svakoj zemlji je pokazalo da deca već sa 3 godine jako primete razliku i mogu da reaguju da se sa nekim zbog toga druže ili ne žele da se druže. Така. И во Србија, и во Македонија, и во Хрватска, и во Албанија, и во Косово, и во Црна Гора, значи сите држави кои што се вклучени во оваа програма. Пред неколку години кога започнавме со работа на оваа програма, кога се говореше за различностите, колку децата ги забележуваат, немаше таква перцепција дека малите деца забележуваат разлики. Меѓутоа, после истражувањето кое што го направивме во оваа програма, покажа дека децата уште на 3 годишна возраст можат да забележат, да перцепираат одредени разлики кај другите. Така, господја Бил, би сакала да слушнам размислување од вас. Колку е делотворна работата со децата од предшколска возраст во Северна Ирска? Well, in Northern Ireland in 2009 we did a large-scale randomised control trial of a similar programme called the Media Initiative for Children. Во Северна Ирска во 2009 година направивме сеопсежна контрола на една програма која што беше наменета за децата и се нарекуваше Медиска иницијатива за деца во Северна Ирска. And the randomised control trial involved 1,500 children, so it was a large-scale trial, and it demonstrated effectiveness against what is recognised as the gold standard. So it did demonstrate that there was an impact on children's attitudes to each other, in their behaviour and inclusion of each other, and in their cultural awareness and cultural sensitivity. So that was a very powerful piece of evidence for us for advocacy in Northern Ireland. Таа контролен процес беше спроведен на група од 1500 деца, значи голем број на деца беа опфатени и податоците покажаа дека самата програма беше делотворна во Северна Ирска и влијаеше како на однесувањето на децата, така и на прифаќањето на културните разлики меѓу децата и на нивно вклучување.
Така. Она што за крај толку ни дозволува времето, бидејќи е време за новиот информативен блок, но она што треба некако да го сумираме, треба да се вклучат институциите апсолутно, меѓутоа тука треба да ставиме голем акцент и на родителите, бидејќи многу често се поставува прашањето од кога да почнеме да ги воспитуваме децата. Детето се воспитува од самото раѓање. И минус 9. И минус 9, апсолутно. Пошто родители веќе како су pripremljeni i kako počnu sa decom da rade od momenta kada požele da imaju decu, tako će to odrediti. A mi kao vaspitači ili kao civilno društvo isto smo i roditelji. Апсолутно. Вие може да помогнете само во тој процес. Некако се почнува од дома. Не случајно велат децата се слика на родителите. Ви благодарам многу за гостувањето и ви посакам многу успех во работата. Ви благодарам на поканата. Благодарам. Одиме са вести.